Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. И се надевам дека и денес ќе останете до крај со нас и ќе ги проследите сите оние информации кои што ќе ги доставиме до вас низ разговорот кој што ќе го водиме со мојата денешна соговорничка, се разбира, за одредена тема. 25 мај е светскиот ден на тироидна жлезда. По тој повод, денес малку ќе поразговараме за тироидејата како жлезда, за сите проблеми кои што се јавуваат со незината работа. Значи, знаеме дека постои хипотироидизам, хипертироидизам, оние цистички кои што се јавуваат на тироидната жлезда, па ќе се обидеме, нели, со мојата денешна соговорничка да кажеме од се по нешто, за да ве информираме, се разбира, за да знаете ако имате некој проблем или некој симптом, кој што ќе го посочиме во разговорот, да можете да, нели, да појдете да си ја проверите тироидната жлезда и да видите во каква состојба ви е. Знаете и дека сме отворена, контактна емисија, па можете слободно и да ни искомуницирате, да поставите некое прашање, уште повеќе ако имате некој ваков проблем, па можеби малку и некоја консултација да направите. А еве и да ви откријам, значи, денеска во однос на оваа тема, со мене веќе во студиото е доктор Маја Милованчева Поповска, која што е специјалист интернист и ни доаѓа од поликлиниката Зегин. Доктор Маја, добре дојде и драго ми е што уште еднаш еве си дел од ваш термин. Добар ден до гледачите, добар ден да сите на телевизија Сонце. Не имаме долгогодишна соработка. Навистина долги години. Ова е еден убав повод да се даде малце повеќе внимание на тироидната жлезда, да се освестиме сите дека таа постои, дека има симптоми кои може не на прва рака да се видат и да се помисли на нејзе, да дадеме внимание, да знаат пациентите, односно гледачите, како да ги препознаат, за да може да се исследи и да се лекува соодветно, бидејќи симптомите се одраз на некакви заболувања на тироидната жлезда, а има лекови. Едноставно, сите овие состојби што се јавуваат, независно од хипо или хипер што спомна, дури и карциномите кои се јавуваат, ако се откријат на време, многу успешно може да се лекуваат. Така да овој ден се прославува многу години наназад, 25 мај како ден на тироидната жлезда, баш за тоа, бидејќи тироидната жлезда е жлезда која делува и на физичкото, и на менталното, и на физичката и на менталната благосостојба на човекот. Точно, да, ќе кажеме зашто станува збор кога ќе ги споменуваме симптомите, да знаат гледачите дека навистина делува и на физичката и на психичката состојба. На почеток би сакала да ни кажете што представува таа како жлезда и колку е важна за нашиот организам. За тироидната жлезда се вика дека е мотор на животот, дека е мотор на метаболизмот, мотор на се што се случува во телото, бидејќи таа влијае на сите можни процеси што се одвиваат во телото, односно тироидната жлезда, незините хормони. Значи, тоа е малечка жлезда која се наоѓа напред на вратот, значи на базата на вратот, има два лобуса, десен и лев, кои се меѓу себе поврзани со еден мост, како истмост. И промените се јавуваат внатре во тироидната жлезда. Таа може некогаш да биде исколемена, може да биде и намалена, или па да има внатре во самото ткиво на тироидната жлезда промени, како што спомна цисти и чворчиња. И ќе објасниме што значи тоа. Значи, таа лачи два хормона, тоа е Т4 и Т3, како што знаат гледачите, значи тироксин и триот тиронин, од кој едната форма е неактивна и во црниот дроб таа се претвара во активна форма. Инаку, лачењето на тироидните хормони зависи од две жлезди што се наоѓаат внатре во мозокот. Тоа се хипоталамусот и хипофизата, кои даваат сигнали на тироидната жлезда за да таа лачи хормони. Тие хормони потоа влегуваат во крвотокот и доаѓаат да се обават својата функција. Значи, тие влијаат на сите нивоа, на сите процеси што се одвиваат во организмот и
тоа е на клеточно ниво. Ние ќе зборуваме со симптомите, меѓутоа промените се внатре во клетките. Така да процесите што се јавуваат во смисла на хипо и хипер може да зависат и од горе, од центрите, значи тие хипоталамус, хипофиза и од самата тироидна жлезда. Значи тука се создаваат и складираат тироидните хормони. А нивниот импулсот за нивното излачување доаѓа од друго место. Би сакала да ве прашам, бидејќи ние вие секојдневно како интернист работите на овие области кои што ги опфаќаат и тироидејата, па како стојат состојбите кај нас? Ми се чини дека од она што можам да го прочитам и да го слушнам, дека проблемите со тироидејата некако се како во пораст. Точно така, како и се друго, и за другите дијагнози за кои сме зборувале, и овде некако во последните години, да кажеме 10-15 години, имаме често наоѓање на промени на тироидната жлезда. И може би е затоа добро вакви емисии да има, каде што ќе се освестиме за постоењето на тие проблеми и за тие симптоми и тие заболувања. Сега прашање е зошто тоа е така. Дали се само факторите од надворешноста, во смисла на стрес, што не можеме да кажеме дека порано луѓето немале стрес, во однос на исхраната, од внесот на сите тие хемиски материи, конзерванси, брза храна, брз начин на живот, хемикалите што ги внесуваме. Значи се тоа може од една страна да влие на пореметување на тироидната функција. Но исто така да не заборавиме дека и исследувањата, значи многу повеќе луѓе се почесто се јавуваат и на исследувања на тироидната функција. Значи сега се влезени и во матичните лекари да може да даваат испитувања. Постојат превентивните прегледи на кои за тоа и постојат, за да ние направиме што повеќе луѓе поминат, да видиме, да фатиме нешто што до сега не било откриено, да може на време да го диагностицираме, односно лекуваме или превенираме. Така да точно е тоа дека бројот на луѓе што имаат некаква промена на тироидната жлезда е зголемен. Ајде вака прим да започнеме со хипертироидизам. Што представува, кои се симптомите? Кога зборуваме за тироидната жлезда, треба да кажеме дека хормоните на тироидната жлезда, како што кажав, значи влијаат на ниво на клетка. Тие влијаат на целиот метаболизам. Значи, влијаат на успорување, односно забрзување на метаболизмот, влијаат на расположението, влијаат на тоа како функционираат другите органи и системи. Што кога ќе кажам на ниво на клетка, значи тироидните хормони овозможуваат, прават катализа на гликозата во самата клетка, за да таа се претвори од шеќер, гликоза, во енергија. Значи го одржуваат енергетскиот баланс на телото. И таа е важна за регулација на метаболизмот, за регулација на енергетскиот баланс на телото, воопшто регулација на хормоните. Значи, таа е важна за холестеролот и создавањето на стероидните хормони. И е важна тие стероидни хормони, тука влегуваат и половите хормони. Затоа тироидната жлезда е многу важна и за испитување за неплодност. Ете така, да, многу влијае, да. Значи влијае, затоа што таа влијае, стероидни хормони се андрогените, естрогените се хормони, кои се половите хормони, тоа се стероидни хормони. Значи, затоа можеме влијае на растот и развојот кај децата, кај возрастните и значи има една целокупност од многу функции. Така да кога зборуваме за хипер или хипофункција, треба да го имаме ова на ум. Самиот збор хипер значи премногу. Значи тоа е забрзана, односно повеќе работи тироидната жлезда, односно повеќе хормони се излачуваат во крвотокот. Сето тоа доведува до забрзување на сите
функции, забрзување пред се на метаболизмот. Така да еден од симптомите е да пациентот со ист внес на храна приметува дека слабе, дека губи тежина. Се чувствува анксиозен, раздразлив, не може да седи на едно место, хиперактивен е, пулсот се забрзува, работата на срцето може да се јават палпитации. Потоа кожата станува топла, влажна кожа, може да има преосетливост на топлина со прекумерни профузни препотувања. Луѓето се жалат за дека ноќно време стануваат и по 2-3 пати мора да се пресоблечат пижамите. Забрзана е перисталтиката на цревата, значи може да се јави диареја, значи потечни столици, кои не можеме да ги објасниме со нешто друго. Исто така можеме да имаме промена и на косата, на ноктите, затоа што едноставно сите функции се во забрзан процес. Да. Кои се причините сега на таа продукција? Најчестата причина е гравесовата болест. Тоа е автоимуно заболување кое ги опфаќа двата лобуса. Значи, имаме антитела. Кога ќе кажеме автоимуно, што значи? Тоа значи дека самиот организам создава антитела, значи тие некои тела кои се борат против собствените клетки. Така кај гравесовата болест е кај хипертироидизмот и најчесто е кај женскиот пол од 20 до 40 години. Други форми кои може да доведат до хиперфункција на тироидната жлезда, тоа се токсичен аденом, односно нодус кој лачи многу повеќе хормони, тој сам нодус. Имаме потоа и мултинодолна токсична струма, или зголемени повеќе нодуси на двата лобуса може да има, каде што тие хиперпродукција, значи прават зголемена продукција на тироидните хормони. Има две состојби други кои може да доведат исто така до хиперфункција на тироидната жлезда, тоа се тироидитис, како акутен тироидитис. Едната форма е многу ретка, тоа е гнојниот бактериски тироидитис, кој навистина многу ретко се среќава. И втората форма е субакутен тироидитис, така се нарекува, и е од вирусна етиологија се предпоставува. Ја сега скоро баш минатата недела имам пациент со таков субакутен тироидитис, кои се форми на воспаление на тироидната жлезда, кои потоа, откако ќе поминат, може тироидната жлезда да се врати во нормална функција, да не треба никаква терапија, меѓутоа може да отиде и во хипо. Така да треба следење кај тие сите овие состојби, значи треба следење и на ехо, и ќе зборуваме за диагностиката, значи и на тироидните хормони, односно антителата кај гравесовата болест. Така. Епа сега кога пациентите или нашите гледачи ќе ги почувствуваат овие симптоми, доаѓаат кај вас, што се прави за да се утврди точно каква терапија потоа треба да се даде? Пред се најважни се две работи. Едно е да се земат лабораториските анализи, се испитуваат хормоните и антителата, ако има потреба. Значи, не секогаш антителата е неопходно да се испитуваат и се прави ултрасонографски ехо преглед на тироидната, за да видиме едноставно каква е по форма, каква е по големина, дали имаме промена во големината, дали имаме некакви фокални промени. Кога зборуваме за фокалните промени на тироидната жлезда, тоа се најчесто нодуси, цисти. Сега, разликата тука е во тоа што нодусите се солидно ткиво. Значи, ткиво е. А кај цистите, ние кога кажуваме циста, мислиме дека е циста која е со флуид, значи со течност е исполнета. И најчесто тоа е колоидни цисти има, кои се исполнети со
таква течност, нели, и дел од тие нодуси може да се, како што спомнав, хиперактивни. И следното нешто што може да се направи, тоа е исто испитување со скен. Значи, со радиоактивни елементи кои се фаќаат на нодусите и се гледа целата тироидна, дали има делови кои помалку, односно повеќе лачат. И во зависност од симптомите на пациентот, во зависност од сликата што ја гледаме на ехо, од зависност од нивото на хормоните, се решаваме за терапија, за тоа која терапија ќе се прима, прво дали ќе прима терапија, второ која терапија ќе прима и која доза и како понатаму ќе се следи. Бидејќи вредностите не се исти што треба да бидат за млада девојка која тек треба да раѓа и за жена од 80 години или маж од 65 години. Значи, не е исто. Според возраста и според животната доба, ние и што тоа ја чека, нели, ако е млада жена, ако треба да раѓа. Рековме дека влијае, нели, на плодноста, на хормоните, на половите хормони. Во зависност од тоа решаваме. Иако некогаш пациентот ќе рече, ама докторке, мене ми беа уредни резултатите, јас го видов тука, беше во граници на нормала. Точно, меѓутоа диапазонот е многу голем, многу широк, од 0,4 до 4, и не е исто дали има пациентот 0,5 или има 3,99. Така. И во зависност, значи, кога е веќе на граница, тогаш не е во ред. И од пристапот е индивидуален. За секој пациент посебно решаваме дали е потребно терапија, во која доза терапијата. Нема едно исто за сите пациенти. Така. Ајде, тука ќе ги повикаме нашите гледачи, може од режија да ги спишат телефоните на екранот, доколку имаат некоја прашање, да се вклучат во нашиот разговор, секако ќе добијат одговори, насоки од доктор Маја за оној проблем кој што го имаат или чисто колку да се информираат ако сакаат нешто повеќе да дознаат. Доктор Маја, ме интересира кога станува збор за испитувањата, дали секогаш хипертироидизам оди со промени на големината на тироидната жлезда? Значи, со промената на незината големина. Дали ако, например, отидеме на ехо, еве сега, чисто прашувам, ако ни направат едно ехо и ако видат дека нашата штитна жлезда или тироидна жлезда е во нормална големина, тоа значи дека е се во ред. Не секогаш. Добро. Не секогаш. И тамо нема правило, пак ќе кажам индивидуално. Затоа што ако за пациентот има некакви симптоми, ние да видиме дека тироидната е во ред. Меѓутоа, ако симптомите ако нема симптоми, ако е во ред, тогаш се чека. Дека е во ред. Да, тогаш и не мора да се испитуваат. Меѓутоа, ако имаме симптоми, а тироидната е во ред, нема. А многу пациенти, па, например, има случаен наод на цисти или нодуси на тироидната, а пациентите не се жалат на симптомите. Меѓутоа, тука постои малку е тука интересно тоа да пациентите, ние како луѓе, не само пациентите, се навикнуваме на некои симптоми. И тогаш ги сваќаме како дел од нормалното старење, како дел од нормалниот тек на живот и не ги препишуваме на тироидната жлезда. И јас секогаш сум за тоа да кога има промени на тироидната жлезда, сепак се направат тироидните хормони. Не мора да се прави цела палета, не мора сите да се испитуваат. Само тие два главни хормони што тоа што смета докторот да се направи, сепак за да не се пропушти нешто што може да се лекува. Например, што е интересно, многу луѓе од постарата популација, значи имаат висок холестерол без да се објасни што е. Холестеролот, високиот холестерол е директно поврзан со тироидната жлезда, со функцијата на тироидната. Кога велите висок, колку? Тука има граници, исто. Да, добро, колку е тоа висок? За секој е различно тука. Меѓутоа, не зборувам сега за Не, кардиоваскулар. говориме за висок или над нормалата? Висок. Не зборувам за граничните. Да, не зборувам за гранични кардиоваскуларни ЛДЛ. Зборувам за повисок, негранични вредности, а не се објаснува, значи, тогаш секогаш треба тироидната да се испита. Исто. Затоа што
директно имаме поврзаност на холестеролот со Така. тироидните хормони. Затоа што жолчните киселини се важни исто за тироидните хормони. Затоа што црниот дроб е важен, затоа што конверзијата на едниот во другиот активната форма, од пасивна во активна форма на тироидните хормони, исто се одвива во црниот дроб. Ако немаме заболување на црниот дроб, таа конверзија нема да биде доволна. Затоа што е се едно со друго се е во метаболизмот поврзано. И тогаш автоматски ни болеста на црниот дроб, значи влие на функцијата на тироидната жлезда. Така. И од нигде никаде ние гледаме дека таа помалку работи, без да знаеме дека и имаме проблем и со црниот дроб. Кога говориме проблеми со црниот дроб, само да се надоврзам, дали е тоа кога се покачани оние АСТ, може и не мора, или кога само е замаснен црниот дроб. Не е само АСТ и АЛТ, тоа се на ЛДХ и гама ГТ, тоа се така, добро. сите, овие се тие клучните што кога ги се испитуваат. Така. Да. Добро. Кажете ми кога ќе се даде терапија за хипер, барем она колку што јас досега сум говорила, ако после извесно време се нормализира работата на тироидната, дали се прекинува со терапијата? Да. Значи, терапијата некогаш е доживотна, точно. Затоа и се прават контролите и многу често од хипер пациентите може да се предозираат и да отидат во хипо. Ние не зборувавме за хипо, се надевам следното сега ќе биде за хипо. За намалената функција. И една од причините, значи, на хипофункцијата е точно тоа. Кога хиперфункцијата на тироидната жлезда е предозирана. Така, задржете мислата, имаме гледач на линија. Добар ден, повелете. Дали се слушаме? Ало? Добар ден, повелете. Добар ден. Нешто спомнахте за потење, препотување. Ја имам на камењето, на бубрезите камења, дали многу се пота што замета, што иде по дрва, што изеа, по печеспати се пресовлача. Дали од хероидната жлезда или не? Колку години имате? 63. Дали досега сте ја провериле тироидната жлезда? Не. Добро, еве доктор Маја ќе ви одговори на прашањето. Камењата што ги имате во брезите не се директно поврзани со препотувањето, освен ако немате акутни инфекции. Меѓутоа, може слободно да одите кај матичниот доктор, да кажете за своите симптоми за препотувањето и да ве упати да ја иследите тироидната жлезда. И тогаш ќе видиме дали некој од овие хормони имаме зголемено намалено лачење, обично зголемено е, и да се види на ехо исто тироидната жлезда и тогаш да се донесе одлука нели дали нешто, некоја промена од тие хормони може да биде причина за вашето препотување. Така. Ете се надо. Фала и пријатно. Ви благодарим и вам што се јавивте, што се вклучивте во разговорот. Се надеваме дека ќе појдете кај вашата матична лекарка, ќе си побарате упат да си ја проверите тироидната жлезда, се со цел нели да знаете зашто е оној проблем што го имате. Доктор Маја, сега да кажеме нешто за хипотироидизам. Тоа е таа состојба која што за разлика од хипер, значи терапијата е доживотна, нели? И тоа е на некој начин и автоимуно заболување или Хашимото, така речено. Дали грешам или точно се изразив? Поправиме. Дел, да. Дел се должи на Хашимото. Значи, кога зборувавме хипер, тоа е зголемено лачење, сега имаме хипо, односно намалено лачење, односно активноста на тироидните хормони е намалена. Најчестата причина што ја сретнуваме, точно како што кажа, е Хашимото тироидитис. Како што имавме кај хипер гравесовата болест, најчеста причина тука е Хашимото тироидитис. Значи не мора да е секогаш присутен Хашимото. Добро. Што се случува? Кај Хашимото тироидитисот исто имаме создавање на антитела кои ја напаѓаат сопствената тироидна жлезда. Ткивото на сопствената жлезда е нападнато, имаме помалку лачење на
тироидните хормони, односно тие се неактивни и тоа е, повторно ќе кажам, делува на целиот систем, на целиот организам, на целиот метаболизам, почнувајќи од ниво на клетка. Спречена е конверзијата на гликоза во енергија. Тука, значи сега, немаме доволно енергија. Едноставно, хипотироидизмот е состојба на намалена енергија на организмот. И како ќе се одвива, како ќе се манифестира тоа? Се манифестира со тоа што луѓето најчесто се со замор, не се расположени, може да се депресивни, за разлика кај хипер, кога имавме една раздразливост, една хиперактивност, сега имаме една летаргија, се јавува забавена перисталтика на цревата, може да се јави обстипација, може да се јави кршливи ногти, косата да биде сува, да се крши косата, да опаѓа, да е слабо влакното. Потоа се јавуваат промени на срцето, може да доведе до срцева слабост, како што кажав, може да доведе до промена на другите хормони со кои учествуваат стероидните хормони пред се, меѓутоа тука се и кортизолот и инсулинот, значи таа една хормонална оска имаме каде што зголемувањето на кортизолот може некогаш да се должи и на хипофункција на тироидната жлезда. И затоа убаво е да се испитаат, значи и другите, особено кај младите девојки, да се испитаат и тие што имаат и нередовни менструации или што сакаат да забременат, а има потешкотија да се испитаат и тие хормони. Бидејќи сите тие хормони, и инсулинот, и кортизолот, се јавува една инсулинска резистенција, значи едноставно нема создавање на енергија во самата клетка. Гликозата не се претвара, не може да се претвори во енергија. И тоа се смета дека е еден заштитен механизам. Зошто се случува? Телото ја чува се, бидејќи помалку енергија се создава. Телото ја чува таа енергија за виталните функции, за да може мозокот да работи, за да може срцето да работи. И затоа ноктите и косата кои не се витални функции може да станат суви и кршливи. Меѓутоа пациентите прво тоа ќе го приметат. Исто така се забавува целиот метаболизам. Одеднаш почнува да се качува килажа. Од нигде никаде. Така, значи обратно од она што е кај хипер. Да, со исто јадење, значи пациентот доаѓа и ви кажува ја исто јадам, а секој месец качувам по кило. Ама тоа е кога навистина нагло ќе се здебери некој така. Да, или пак на пример се намалу, или пак на пример кога не може да се ослаби. Значи не може да се ослаби. Пациентот доаѓа и ви кажува држам диета, помалку се хранам, се движам, вежбам и сето тоа, меѓутоа вагата не се помера. Тогаш, значи исто треба да се испита тироидната жлезда. Така. Ова состојба на хипо, значи сем кај Хашимото, може да се јави и во други состојби. Едната е состојба кога рековме хипер, кога ќе се претера со таа терапија и од хипер се влегува во хипо. Значи друго е кога имаме зрачна терапија поради некои тумори во главата, поради тумори на вратот, кога имаме ресекција, значи ако имало нешто поради што дел од тироидната жлезда требало да се исече, па останал помал дел од тироидната жлезда и сега тој дел не е доволен, помалку се лачат хормони. Значи има неколку состојби, меѓутоа една е најчестата е Хашимотото, како што го спомнав. Друго нешто исто да спомнам, дека Хашимотото како автоимуно заболување многу често се гледа и се јавува и кај другите автоимуни заболувања. Бидејќи автоимуните заболувања на некој начин си се групираат кај дадена особа. Така да не е чудно ако најдеме Хашимото и кај други заболувања кои се од автоимуна природа, како ревматоиден артрит, како лупус и другите. Добро. Кажав
Претпоставам дека исто диагностиката оди, се проверуваат хормоните, Да. за да, бидејќи немам уште многу време, сакам да кажем уште нешто околу, нели, овие промени други што се јавуваат. Терапијата која ќе се даде, како што кажав, е доживотна. Со контроли. Со не контроли. мора. Не Може, мора да значи? но и не мора. Да, може, но и не мора. Многу често се дава терапија, например, кај бремени жени додека се бремени или пред да забременат, после тоа да не... Тоа зависи од случајот. Да, од случај до случај. Нешто е интересно да кажам за исхраната, значи. Многу често ме прашуваат што треба да јадам, повеќе или помалку и така. За исхраната треба секогаш да имаме доволен внес на јаглехидрати. Тоа не значи да се прејадуваме сега со шеќери, меѓутоа здрави извори на јаглехидрати, минимумот е 100 грама на ден. Зошто го кажувам тоа? Заради тој кортизол. Кортизолот работи ако има јаглехидрати. Така да драстични диети кои сте со исклучување на јаглехидратите, некој има и такви диети, тогаш е многу тешко и многу лесно може да дојде до нарушување на тироидната функција. Треба, значи, да се внесуваат здрави белковини, аминокиселини, витамини, минерали. Сите знаеме дека селен, цинк, магнезиум се многу важни за функцијата на тироидната жлезда. Доктор Маја, извинувај што ќе те прекинам, меѓутоа некој од нашите гледачи не знае што се јаглехидрати, што се... Вака, што од храна добро би било да внесуваат, чисто... Да не внесуваат преработена храна. Добро. Високо преработена храна, Добро. високо брза храна, значи се тоа јаглехидрати се шеќери. Добро. Кои може да бидат прости шеќери или сложени шеќери. Меѓутоа, тоа не значи дека тој не треба да јаде компир, ориз или нешто друго. Јас сакав за друго да кажам. Има една група на храни, односно компоненти во храните, кои се викаат гоитрогени. Каде што се вика никако да не јадете тоа и тоа. Значи, тие компоненти на храна ги имаме во соја и сојните продукти, во броколи, карфиол, зелка, прокеј, од овошјета во јагоди, во праска, во кикирики, во просо. Чекај сега, тоа смее да се јади или не смее? Сега. И тамо многу пати во на интернет, нели сега Google стана, да. Доктор најголем, пишува никако да не се јадат тие треба во многу големи количини да се внесуваат за да може негативно да влијаат на тироидната жлезда. Значи во мали количини е дозволено. Значи да не се прејадуваме од нив. Тоа е едната работа. Втора работа е што со термичката обработка тие многу ја намалуваат својата ефикасност. Се намалува нивната ефикасност. Значи ако ја вариме брокулата, ако зелката, нели, термички ако се обработи таа храна, многу кратно се намалува ефектот на што го има тие гоитрогени на тироидната жлезда. Единствено нешто е просото. Значи просото и во мали количини може да направи дисфункција на тироидната жлезда. Така. Значи тоа се некои околу исхраната. Имаме уште многу време, сакам да кажам и за оние промени кои што се јавуваат на тироидната жлезда и само да ми кажете дали кога е хипо, кога е намалена работата на функцијата, дали е изголемена жлездата како жлезда? Не секогаш, значи може да се зголеми, меѓутоа нема правило, а струма е кога имаме нодуси. Значи зошто? Затоа што порано во Македонија доста имало струма, кога пред да почне да се јодира гушавост, пред да се јодира солта и водата. Тоа дури е видливо, нели? И видливо и се оперира ако прави проблем на голтањето, ако прави проблем на дишењето и сето тоа. Значи тоа се мултинодозни, односно повеќе такви нодуси кои и ја зголемуваат. И ја зголемуваат. А хормоните може да бидат нормални. И тогаш хирушки се пристапува и се намалуваат и се вадат тие нодуси. Меѓутоа, значи јодот е таму. Исто што ме потсети добро, значи не смеат пациентите на своја рака да зимаат јод. Така, додека не се исконсултираат. Многу ме прашуваат дали можам да примам таблетки јод или не, значи и тука ставовите се различни.
кој сме и кој не сме да прима јод, бидејќи ние имаме јодирана сол и која ја внесуваме секојдневно, нели? Така да има земји кои немаат, меѓутоа Македонија видиме уште многу одамна дека е таква почвата, таква водата и сето тоа, да е почнато со регуларно јодирање на солта. Што представуваат цистите сега? И дали треба луѓето да бидат загрижени кога ќе се најде, некои цисти, кукави, до кога, нели, до колку сантиметри може да бидат тие и така натаму, повеќе да објаснете. Цистите, како и нодусите, значи може да бидат многу мали, метар, 2, 3, 5 милиметри, меѓутоа може со тек на времето да растат. И порано се сметаше дека секоја промена што е над 2 сантиметри треба да се пунктира, односно биопсира, да се види каква е структурата, односно дали има некакви малигни клетки. Сега таа бројка е намалена и се симнати на 15 милиметри, односно сантим и пол. Но, да разјасниме, не секоја циста и не секој чвор преминуваат во карцином. Многу е мала веројатноста, процентот на претварање во карцином. Тоа е 4 до 6,5%. Меѓутоа, ако смета докторот дека треба, и ако е таа расте и не брзо расте, тогаш е над 1,5 сантим, тогаш треба да се направи диагностичка, нели, таа пункција. Меѓутоа, пак ќе кажам, луѓето не треба да паничат, затоа што тие состојби многу ретко се случуваат. Друга работа, карциномите на тироидната жлезда исто се доста курабилни, се оперира и се излекува пациентот. Нема, ќе си прима до крај на живот хормонална терапија, значи ќе си прима надокнада на тие тироидни хормони, меѓутоа не е нешто страшно. Не, да. Так. Сега да ве прашам околу околу цистите на тироидната жлезда, кога ќе се откријат, дали мора луѓето да проверат и хормони? Во принцип, да. Јас сум секогаш. Дали дури и оние најмалите, 2-3 милиметри? Или? Да се следат. Ако нема симптоми, да се следат. Од оние што ги кажавме, дали едните или другите, без разлика, така? Да. Добра. Ако се големи цисти, да, секако. Затоа што колоидните цисти, тогаш мора да се проверат хормони. А кога станува збор за канцерот на тироидната жлезда, како го откривате? Има некои промени на тироидната жлезда кои што се поспецифични? Да, има промени на тие нодуси кои се нодусите фактички се тие што можат да преминат во канцер. Најчесто тие солидни, најчесто тие солидни промени, затоа што има и цисти кои имаат солиден дел, еден, значи, така да кога имаме цистична дегенерација, значи кои се високо суспектни, да кажем, или суспектни нешто на ехо, тогаш ги праќаме пациентите на пункција, односно биопсија, нели? И тогаш да се види, затоа што и тамо има стадиуми во кои може да се следат или во кои мора веднаш да се оперира. Меѓутоа, не секогаш промената на кога имаме канцер, да имаме и хормонално пореметување. Значи, хормоните може да се апсолутно може апсолутно да се мирни. Значи, колку што разбрав сега, нема никакви симптоми? Може да има? Да, може да нема никакви симптоми, а да постои канцер. Да, и сосема случајно да ја открие. Сосема случајно да се открие. Затоа е многу важно ние на колку време да си ја проверуваме тироидната жлезда ако ние се во ред. Еднаш годишно, јас мислам дека е сосема добро. И сега само ме интересира уште да ме кажете која е разликата помеѓу нодусите и цистите. Нодус, кога кажуваме нодус, тоа е јазол. Тоа е јазол. Јазол, тоа е солидна маса. Добро. Солидна структура. Структура која што е внатре не е празна, него е полна. Да, солидна структура, така. А циста е нешто што е со флуид, со течност. Затоа што циста има сегде кај што има каналче. Така. Секогаш запушено каналче може да се претвори во циста. Циста на овариуми, јајници, нели, цисти на градите, цисти во мозок, цисти на панкреас имаме, цисти на
бубрези, цистине црн дроб, сегде кај што има каналче и кај што може тоа каналче да се запуши, може да се создаде циста. Значи, има разлика од циста до нодус и да појасниме до гледачите, цистите не се опасни и никогаш скоро не преминуваат по канцерогена состојба. Само треба да се следат, а додека нодусите се тие можеби некогаш што може исто да многу мала веројатност. Така што да не се плашат, меѓутоа многу е важно да се проверува работата на тироидната жлезда заради функционирањето во нашето секојдневие, заради оние симптоми кои што ги напоменавме и кај хипо и кај хипер. Има заостанати случаи неоткриени со хипотиреоза, значи кои водат до една многу животно загрозувачка состојба МИК-7, кога има силни отоци, летаргија, несвесност, значи да не се дозволи нели тоа во денешно време, тоа него не гледаме. Скоро, мислам, ја не сум видела, се откриваат денес многу порано состојбите, нели? Така, затоа што висок холестерол, како што кажав, срцева слабост, обстипација, значи има многу работи од метаболизм, каде што нели тој успорен, односно забрзан метаболизам може да ни покаже дека можеби нешто се случува со нашата тироидна жлезда. Сега многу е интересно што како за крај на кратко да го поставам ова прашање, бидејќи жените се тие секогаш кога се во климакс и менопауза страдаат од сите овие проблеми за кои што споменавте, и срцевите проблеми, нели, тироидната жлезда, па колку е голема веројатноста кај или колку често се појавува кај жените кои што се во климакс? Порано така пишуваше и така учевме. Дали мора или не мора? Не, апсолутно не мора. Меѓутоа почести се и така ги учевме на факултет ние во тогаш дека тироидната жлезда главно страдаат жени во менопауза. Меѓутоа се извинувам. Како се менува времето и се почесто се наоѓаат промени на тироидната жлезда и кај машката популација и се порано и порано. Што не било случај како и за сите други проблеми. Што би било вашата порака до нашите гледачи како за крај? Јас пошто работам сега превенција, би кажала превенција. Така. Да не дозволиме да се јават симптоми, односно компликации. Ако има симптоми, да знаеме да ги препознаеме на време, за да може да ги спречиме компликациите. Така, како што кажавме во пресрет на 25 мај, денот кој што се светскиот ден кој што се одбележува за тироидеа, кажавме многу информации во однос на тоа како да се грижите за вашата тироидна жлезда. Кажа доктор Маја, барем еднаш во годината, ако немате никаков проблем, да направите еден ехо преглед за да знаете во каква состојба е вашата тироидна жлезда, секако ако имате пак некој симптом кој што ви укажува на оние две состојби за кои што говоревме, да се проверите тироидни хормони. Доктор Маја, јас ти благодарам за денес. Како што кажа, нашата соработка трае многу долги години, па се надевам во некое следно издание, пак со некоја друга тема, бидејќи како што знаат и нашите гледачи, а и вашите пациенти, интернистичката област навистина е голема и опфаќа многу проблеми со здравјето. Благодарам уште еднаш. Благодарам Виолета, благодарам до гледачите. Се надевам дека појаснивме некои работи во врска со функцијата на тироидната жлезда и како секој за себе да си препознае некои од симптомите. Така. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам јас за денес. Ви благодарам за вашето внимание. Ве оставам во убаво расположение, имајте добро здравје, грижете се за своето здравје, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време.